Ви благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги и јавност. Денес нема да зборувам во бројки и факти, беа изнесувани овие денови премногу. Многу од нив со резерва ги зимам, бидејќи кога ги проверував гледав неточности или лоши интерпретации, но фактот е еден. Македонија масовно ја напуштаат, поготово млади деца. И денес нема да зборувам само низ бројки и факти за нашата држава, туку ќе зборувам како од името на една несреќна мајка, така наречена скајп мајка. Од 3 деца, 2 деца ми се надвор. Не отидоа како економска емиграција, морам да признам. Не отидоа да бидат богати, побогати од што беа овде. Од релативно ситуирано семејство на интелектуалци, секако дека имавме услови децата овде да студираат. Не. Одбраа да одат во рамки на она огромен бран кој што секојдневно ни се случува, така наречена образовна емиграција или одлив на мозоци. Па така, од моето најтесно семејство, од 5 семејства со 11 деца, 7 веќе не се тука. Од моите асистенти на факултетот каде што предавав, од 16, 9 за една година ја напуштија земјата. За сите се ми е жал, но најмногу државата треба да води сметка кога цветот на младоста, на интелектот ја напушта земјата најчесто во еден правец. За жал. Студенти и млади научници, тоа е трендот, тоа е модата. Никој не спори дека Македонија низ векови била земја од каде што се бегало, се одело во потрага по подобар живот. Но ова е специјалитетот на последните години. Ова е специјалитетот. Тие бројки кои што се овие денови се обидувате да ги кажувате, не го кажувате ова. Оваа бројка не ја кажувате. Зошто деца од ситуирани семејства масовно ја напуштаат земјата во еден правец? Ќе ви кажам и зошто. Бегаат за подобри академски услови. Бегаат за фер надпревар. Бегаат за академска автономија и слобода кој што ние ја изгубивме. Бегаат да бидат ценети како индивидуи, како личности. Не се сложувам со онаа фалична статистика кажана од колешката Димова дека не бегаат за сексуална ориентација, бегаат и за тоа. Но не може да фати ваква една статистика, такво нешто, бидејќи статистички се малку тие луѓе. Не ЛГБТ заедницата, за тоа бега и не мислат да се вратат назад. Бегаат да работат во центри на одличност, бегаат да им биде посветено внимание и најмногу се надеваат дека утре, кога ќе завршат во тие солидни центри, ќе најдат вработување на база на квалитет, а не на база на партиска книшка. За разлика од тоа, што се случува кај нас. Во целото образование платите, не знам колку да се палите, ги зголемивме, се минимални, недостоинствени, кај нас асистентите не можат да се оженат. Не можат да се оженат и да имаат семејства. Значи, ги издржаваат родителите, пазите, тоа се најдобрите студенти. Не се финансира наука. Овие деца за кои што ви зборувам, кремот, буквално кремот, најдобрите студенти, тие не сакаат да бидат вработени во јавна администрација. Не, ним им требаат универзитети, им требаат научно-истражувачки центри, во индустријата, им требаат друг тип на работни места, такви не постојат. Не постојат. Програмери, да речеме, електроинженери, изложени на страшна експлоатација за по 200 евра работат овде во приватни фирми. Тоа е максимумот на кој што можат да очекуваат. Овие деца за кои што ви зборувам не се сложуваат во вакви услови да се вратат и да работат. Проверете, повеќето машински инженери во Скопје се таксисти. Ново завршени машински инженери ве возат со такси возилата. Имаме изолирана наука. Па кога бре се случувало во Македонија да имаме професор на електротехнички факултет, проверете на емисијата Јанко Јадибурек,
каде што проповеда, пазете, професор, шеф на катедра на електротехнички факултет, да ни кажува дека за 10 дена или за 8 дена бил Господ го создал светот. Во храмот на науката универзитетите се за наука, не се за теологија, не е тој професор на теолошки факултет. И тоа го доживеа Македонија, тој цивилизацијски крах. И ние ќе ги вратиме најбистрите деца назад, кога професор им кажува за колку денови научно докажува Господ ја создал земјата и луѓето и македонците, и ќе ги враќаме тие деца назад. Како? Како мислите? Како мисли да ги врати Укин назад на учениците кога со литургии ги почнува својот академски час? А таа иста црква, местото е во црквата, се разбира, но не на универзитетите, не кај науката, никакво мешање со науката. Ве мола, таа иста црква ги има запалено првите научници кои што докажувале каква е земјата, ги има запалено на клада. И ние сега сакаме да враќаме назад, па ние цивилизацијски отидовме назад. Ние никогаш така со таа политика нема да ги вратиме децата. Имаме неправедни услови на напредување по универзитетите, избега и од тоа младите научници. Секој што вредеше погледот му е надвор и да не е избеган, ќе се избега во кратко време. Студентски стандард, па студентскиот стандард кај нас се мери во стаорци и во поплави. Во што друго се мери студентскиот стандард во Македонија, ве мола? Само во стаорци и во поплави. Преспите една ноќе, ве поканувам во Гоце Делчев, ама ќе ви треба скафандар за да преспиете во тој студентски дом. Се барата со лажни шангајски листи. Што мислите, дека овие млади научници ќе ги излажете со шангајските листи, непостоечки за Македонија? Дисперзирани студии, извор на ужасен неквалитет и така натаму и така натаму. Крахиран образовен систем. Секој со коефициент интелигенција над 100 гледа како да се евакуира. По можност да се вработи некаде. Се мачат, ужасно се мачат. Живеат во лоши услови, во самачки соби, плаќаат огромни кири, но секоја ќе стават на таз, цивилизацијските предности им кажуваат каде треба да си го бараат чарето, за жал. Што треба Македонија да направи час поскоро? Стратегија, како овој одлив на мозоци итно да го сопре колку што може и да направи стратегија по примерот на Кина, да речеме, по примерот на Бугарија. Дали сте ги виделе тие стратегии, дали некого го интересира? Како да ги вратиме младите научници и студенти од другите земји, од развиените земји? Тоа е возможна мисија, никој не се интересира како тоа да го направи. Само ќе ви кажам дека една од мерките, кога зборувате за инвестиции, зборувате за инвестиции каде што по 9000 денари работници на ленти работат. Не, инвеститорите ќе бидат условени да имаат центри за развој. Индија просперираше благодарение на такви инвеститори и инвестиции, каде што развојните оделенија ги преселија во Индија, а не само работните ленти, од кои што профитот веднаш се сели од државата и ништо не се реинвестира. Се условуваат инвеститорите, инаку не се инвеститори. Понатаму, имаат проблем тие деца и да нострифицираат дипломи, и тие што решиле да се вратат назад. Погледнете ги бирократите врзани со нострификација на дипломите. Предност во вработување да имаат тие деца, а не партиската книжка, туку да им е влезница универзитетот и рангирањето каде што тие деца завршиле. И ред други мерки, погледнете, Кина има цел модел како да ги врати своите млади научници кои што во моментов работат на универзитетите во Америка. Веќе околу 40% ги има вратено назад во Кина. Значи, има работа за сето ова. Нема фалење, нема кудење. Има соочување со реалност и сакање да се нешто постигне, се става некоја цел пред себе. Ние овдека ќе се надмудруваме и ќе си кажуваме бројки бесконечно. И ќе кажуваме дали во транзицијата, дали сега нешто се случувало. Јас електротехнички факултетот каде што јас потекнувам, тоа преселување на мои колеги почна уште многу одавна, пред 20 години. И не е сопрено. Никој не сака да го сопре, веројатно. Никој не сака да го сопре. Како да тие најинтелигентни, најпаметни деца некому му пречат. Ја имам таков печат.
Му пречат, буквално му пречат. Дури имавме изјава на колега. При еден диалог на некој наставнички совет, па што не си останале таму? Значи им пречат тие деца. Фали стратегија да си ги вратиме децата назад.